Силните зборови во напишаните говори звучат како израз на перфекција, чија цел е да ги задоволат рафинираните сетила за слух на граѓаните. Врз основа на однапред зададените приоритети, се става на една карта. Реформите во правосудниот сектор се наитни. Без нив, сите други реформи се безвредни. Олеснувањето е уште поголемо кога освен нитноста ќе се прокламира потполна независност, која за волја на вистината одамна е одредена со законска норма, ама никој не сакал да ги згасне обидите за политички интервенционизам. Да имаат автономен буџет, односно буџетот да биде врзан со процент од централниот буџет, да не зависат потоа од политичката волја на владата или некаква друга волја. Впечатокот се засилува кога сиот тој искрен ангажман, освен со законските прерогативи, се дополнува и нагласува како цврста определба, вградена и во планот за раст, лично подпишан од кабинетот, со задача во целост и без приговори да биде реализиран. Сакам да нагласа дека оваа реформска агенда нема да се менува по вкус на поединци или интересни групи. Тоа време заврши. Но изгледа не е баш така, оти одеднаш преземените обврски веќе не важат. Законот и реформската агенда пак нема да се имплементираат. Не за друго, туку затоа што некому вкусот му зависи само од резултатите на анкетите. Моралот не ми дозволува да се согласам на зголемување на плати на луѓе кои што има никаков рейтинг. И ако е тоа клучната реформа, која што треба да направиме, простите ја нема да направиме. Оправданите реакции за ваквиот реформски чери пикинг, кога наместо тоа што е во фокусот пропагандистички се акцентираат сумите кои го дразнат јавното мнение, се третираат како чин на предавство, не затоа што не се во право, туку затоа што е опортуно. Јавноста нека суди дали тие заслужуваат, па да кодошат таму по Брисел и каде одат, дека владата не им ги зголемува платите. Променливоста на ставовите се огледа не само во математичките акробации, туку и во наметнувањето на позицијата дека некој тоа го барал, а не дека е превземена обврска и дадено ветување. Па демек се покажува мала попустливост. Еве, бараат финансиска независност ке добијат. Во рамките на тој процент што е во Европската унија. Не можеме ние да бараме 0,8-1-2%, а да речеме многу поразвиени земји 0,2, 0,3, 0,4%. Да не изгледа дека сега поише трошиме од тоа што тие го барат. Но ќе го добијат. Јас ви ветувам дека ќе го добијат. И на крајот, нејасно е како се тоа ќе заврши, но мора да се има чувство за кажаниот збор. Треба да си направиме реформа ако сакаме да одиме како држава напред, но таа реформа треба да е прво во главата на политичарите и на оние кои што работат во правосудството. Ако не направиме реформа во главата, сите хартии што ќе ги напишеме ќе бидат само празна буква на хартија и ништо нема да бидат тоа применено. И навистина е така. Нема да се добие никаков квалитет ако само се налицка хардверот. Не се потребни илуминации и ефекти. Потребни се софтверски реформи. Оти такви се бараа и се ветува.